За да влезете во угостителски објект според законските одредби, обврзани сте да прикажете сертификат за вакцинација. Месец јануари е период полн со празници и одбележувања, кои често граѓаните сакаат да ги поминат во пријатна атмосфера, во ресторан или кафуле. Но протоколите и мерките го отежнуваат целокупното функционирање на угостителските објекти, велат угостителите. Изминаат 2 тешки години, но иднината за жал е неизвестна. Загубите се големи, истакнува долгогодишниот угостител Ненад Петровиќ. Периодов убав беше за работа, затоа што луѓето 2 години стегнати од ковид мерки, од ковид протоколи, сакаа да се опуште, но пак и нас е проблем голем со сертификатите, со издавање на сертификати, со неиздавање на сертификати. Народот е огорчен, сака да излезе, му бараш сертификат на влегување или кога ќе влезе нема сертификат, има донел од некој друг. Казните се големи. Не се исплачи уопште да се рискира, затоа што прво гледамо дека обичниот народ што доаѓа со сертификат од татко, од чичко, од братучет, од не знам не од кого како. Нормално стана тоа, свегде. Ама не сака да го прифати вината кон себе. 250 евра не сака да плати, а вика, ај ќе седим. Што се деси неколку пута нистето во контроле, што угостителскиот објект на суд е. Зошто? Затоа што тој излажал дека никој не му побарал, уствари му побарале, а он покажал од некој братучет. Тоа директно сме ние удрени. Значи, од една страна, и дали треба да се рискира? Не може да се рискира, а од друга страна, што казните за нас се многу големи. После овој период од 2 години вака пројдено, затварање, што не работавме, што сме изгубиле превише, уште една казна таква иде на затварање на објектот. Одреден дел од рестораните ќе го одбележат дочекувањето на православната Нова година и Василица во своите објекти, но сепак тврдат дека и празничниот период не доведува до подобрување на ситуацијата, со оглед на тоа дека бројот на гости кои според протоколите имаат можност да го посетат објектот е доста мал. Бројката на вакцинирани луѓе е околу 45 до 50% во државата. Од тие 45-50% са 90% пензионери вакцинирани. Значи, омладината што работа, или тој бизнис сектор, што работа, што има паре, што функционира, не е вакциниран. И како ние да продолжиме да работаме? На кој основ? Тој не е вакциниран и не излага. Ке нас ни е малку покачена деливери, да кажем, обврската, што луѓето не излага у ресторани. Него наручува дома и дома седнува јаде. Ако веќе сака нешто да јаде. Доаѓа од работа, не може да постигне да сготви нешто, па ќе наручам, да ручам дома. Со тоа ништо не правиме ние. Нашиот сектор со тоа ништо не прави. Државата помош као помош излезе дека све што даде назад го зема. Ние не видовме помош ништо. Помош имаше персоналот, што седеше дома, земаше плата. А фирмата као фирма, ресторанот као ресторан, никој немаше помош. 90% од рестораните се под кирија. Кој им исплати кирија на нив од држава? Никој. Кој ги ослободи од плаќање на струја? Никој. Тоа никој не го каже. Има многу голем проблем. Претерано голем проблем. Да се укинат мерките, може би се врати во нешто настан. Затоа што знам дека луѓе сакаат да излезат да ужива. Ипак ресторанот е уживање, не е потреба. Од една страна се вика луксус. Да се опуштиш, да излезеш, да заборавиш на проблемите и да уживаш. Сакаа луѓе, има голема пречка. Докаде ова ќе тера вака, е голем проблем. Иднината е неизвестна, ситуацијата е тешка, вели Петровиќ. Со оглед на развојот на настаните, оценката е дека предизвикот за надминување на кризата во угостителскиот сектор е навистина тежок, а последиците може да бидат уште посериозни, заклучува тој.